Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Зоран Заев во потрага по премиер, Христијан Мицковски во потрага на 61 глас за предвремени парламентарни избори. Кој попрво ќе стигне до својата цел? Ке добија ли Заев пас од коалицијските партнери Али Ахмети и Билал Касами за неговиот наследник? Ќе убеди ли Христијан Мицковски некој од владеачкото мнозинство во собранието да гласа за распуштање на законодавниот дом за да се оди на брзи избори како што бара опозицијата, барем официјално? Како сета оваа политичка македонска сапуница ќе се одрази на надворешен план? Првите пораки стигна и од Бугарија и од Грција. Ќе биде ли новата влада корисна или пак само убиствена во пресрет на Советот на Европската Унија во декември, пред кој што се најавува и можен договор со Бугарија? Ова се сите дилеми и прашања кои што вечерва ги отвараме и за кои што ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва во 24 анализа, гости се Васко Нумовски, поранешен амбасадор, поранешен вице-премиер, добро дојдовте. Добро вечер. Мухамед Халили, поранешен амбасадор, добро вечер, благодарам што прифативте поканата. Благодарам што не. Лјупчо Петковски, политиколог и наблюдувач на политичките процеси во земјава. Ви благодарам што сте вечерва тука. Петковски, ќе почнам со вас. Многу имења се вртат и некако стана таа да виси во воздухот таа дилема кој ќе биде премиер? Кој ќе биде премиер според вас? Кој треба да биде премиер според вас? Кој треба да биде? Видете, прво мислам дека е храбро тоа што го направи Заев и многу добро за себе, затоа што на некој начин го постигна зенитот на својата аура харизма и е нешто нормално која мислам дека тоа што најголемиот ќар што можеме како општество да го извлечеме, јас ја гледам на позитивните работи од тоа што го направи е да на некој начин тоа што го направи стане пракса во иднина. Значи пракса што ќе важи за сите политичари. Кога ќе добиете јасен сигнал од гласачите дека повеќе не ви веруваат или не ги следат вашите политики, да, повлечете се и одите натаму. Во однос на тоа кој треба да биде, мислам дека не треба да се насочиме на личности, туку на профил. И тука мислам дека партијата негова и коалиционите партнери треба да покажат голема зрелост за регенерирање на сопствениот наратив, на сопствените политики и еве ја прижелкувам, припосакувам да искочат со некое, да излезат со некое решение што ќе не изненади. Затоа што знаеме дека и најблиските соработници и имињата што се со кои што се нели шпекулира или се во барабанот, тоа се све политичари кои се дел од кликата од постоечката владеачка клика, и ако Заев прими порака, на некој начин и тие примија порака. И најпаметно за СДСМ би било со тоа што самите ќе се одлучат. Ќе видиме колку сакаат, колку има животна енергија во нив. Доколку има животна енергија во нив, ќе излеза со некој решение што ќе биде надвор од овие постоечки решенија со кои што располагаат. Секако тоа не треба да биде некој убиствено решение или некој извадено од нели решение, диаболично решение, меѓутоа треба да е решение, добро решение за Македонија би било решение што некако би освежила таа политичка сцена и на тој начин мислам дека тоа е единствената шанса и самите да се регенерираат и да останат на власт. Неговите коалицијски партнери за кои што се среќава денувиве веќе кажаа дека им било кажано дека идниот премиер ќе биде политичко решение, нема да биде експертско или не знам од бизнес заедницата и така натаму. Возможно ли е од политичките редови на СДСМ да излезе ваков кадар како што вие велите освежувачки? Или не мора да е од СДСМ. СДСМ е символ за некој либерален дел од јавноста, така што мислам дека не е нужно политичко решение партиско, например. Решение или решение што е дел од кликата или од високо од хиерархијата на партијата, тоа што не знам, вистина не можам да предпоставам како ќе изиграат, веројатно нивниот политички импулс вели да се игра сигурно, меѓутоа од друга страна знаат дека со тие 5-6 лица со кои што располагаат во барабанот, сите имаат некоја дамка и сите имаат некои карактеристики што не асоцираат на свежина. Потребна е свежина. За ваква ситуација да се извлечете и да извлечете добро за партијата, добро за општеството, ви треба свежина. Господин Халили, каде ќе најде СДСМ вакво решение? Кој според вас или каков според вас треба да биде премиерот, особено бидејќи тој треба да добија и зелено светло од најголемиот коалицијски партнер во албанскиот блок? Не е проблем албанскиот блок, тука мислам
не е време сега на блокови, тука е време да најдеме еден премиер кој во догледно време ќе извлече земјата од кризата. Значи треба да има визија, опција, искуство пред себе, бидејќи секој експеримент со неискусни луѓе, со свежи луѓе може да биде и контрапродуктивен. Пред се мислам дека СДС и ЗАЕВ, бидејќи тој сега бара негов наследник, стрикно треба да оди на партиско решение, затоа што партијата се идентификува со политиката, затоа што партиите излегуваат на избори и за одредена политика и добиваат поддршка од гласачите. Второ, да таа личност ја има поддршката и на другите коалициони партнери, без што не може. Така наречени професионалци не се добра основа за овој момент, затоа што колку да е способен една личност, тој кога влегува во партиски пазарања, а неопходни се партиските пазарања, било за закони, било за кадровски решенја, тој ќе се изгуби и ние во минатото имавме таква пракса и човекот гледаше дека не може чисто професионално да обстои во политиката и даде оставка. Добро е да биде свеж лик, но јас потполно се сложам со тоа да не смее да биде личност која била имплицирана во било какви афери и да се тие и мали афери, но фактот што премиерот дал оставка затоа што како што тој се изјаснил ги изгубил изборите, тоа имплицира и на другите негови соработници кои биле со него и тие да го следат неговиот пат. Меѓутоа, јас мислам дека тоа не е тоа, не е само тоа. Тоа е тоа, но не само тоа, затоа што до сега најмалку 3 пати премиерот Заев се изјаснил дека ќе дава оставка и во последен момент дали го убедувал или сам се убедувал и ова теорија ја напуштил и продолжил. И јас лично сметам дека човек кој дошол на власт со една визија дека ќе ја искорени корупцијата, непотизмот, фамилиаризмот, после сите и самата таа структура ги практикуваше во праксата, тој требаше да продолжи се на крај. На крај, ако изгледа дека не успее, ќе признаеше дека јас имав идеја, не успеав и се повлекувам. Сега на една година после добиениот мандат не е уверливо тоа дека ги изгубив локалните избори и се повлекувам, затоа што за локални избори треба да се повлекува шефот на изборниот штаб, генерален секретар, другите кои биле до него и после ако сметали тој на крај, но сепак едно убедување општо е во нашата држава, не се наслонува на идеите на опозицијата. Државата е во блокада, тотална блокада, во сите сегменти. Сакам господинот Наумовски да го слушнам. Каков се согласувате ли, каков премиер ни треба? Па прво да видиме дали успешно ќе завршат овие преговори за создавање на нова влада, односно за потврдување или проширување на владиното мнозинство. Мислам дека е во интерес на СДСМ сега да се обиде да им продаде, фигуративно кажано, на гласачите некаква нова приказна, личност која што нема да биде дел од сите оние процеси кои што беа карактеристични за владата, кои што нема да биде поврзан со оние корупцијски скандали или пак погрешните чекори во политиките на се уште актуелната влада. Во таа насока можно е да биде и некој кој што веќе е член на владата, но јас мислам дека ќе биде подобро за нив да се обидат да номинираат за мандатар личност која што не е дел од актуелниот владин состав, но ќе има способност да
ги обедини сите оние постоечки крила во Социјалдемократскиот сојуз, имајќи предвид дека една од причините за поразот, не исклучиво таа, но една од позначајните, беше таа внатрешна поделеност. Се споменуваат тука нели активноста, односно неактивноста на така нареченото скопско крило, приврзаници на поранешниот претседател на партијата и така натаму. Значи, новиот мандатар, доколку се одлучи да се оди со комбинација и претседател на владата и претседател на партијата во една личност, тогаш би требало да биде некој кој што ќе го обедини членството и секако личност која што ќе поседува капацитет да ги предводи сите овие реформски процеси, но која што ќе има и капацитет да го одржува ова шаренолико владино мнозинство. Сепак веќе стигнуваат најавите дека премиерот и новиот лидер на партијата ќе бидат различни личности, особено поради тоа, нели, временскиот период и комплексноста на процесот на бирање на нов лидер на СДСМ. Вие рековте дека можеби сметаат на некој може да биде некој од владата. Колку оние најблиски соработници на Заев, кои што мнозинството од нив се дел од владата, како што кажа и Петковски, а и напомена и господин Халили, можат да бидат евентуалниот избор со оглед на тоа дека и тие учествуваа на избори, не имаме вице-премиер кој беше шеф на изборен штаб. На пораз за кој што премиерот и лидерот вели дека се повлекува. Да, тие во нито еден случај не може да бидат амнестирани од овој изборен дебакл, би го нарекол за СДСМ, односно сите оние партиски функционери, дел од високото партиско раководство, не само што беа вклучени во изборите, туку и резултатот е последица на резултатите, односно активноста или неактивноста во ресорите кои што тие ги предводеа. И ако се работеше за локални избори, сепак граѓаните ги казнија политиките на владата, а носители на политиките на владата се токму личностите од највисокото раководство на СДСМ. Речи се сите, ми се чини дека само заменичката председателка на партијата не е дел од владата, сите останати подпредседател и генералниот секретар се дел од владата и активно учествуваа во спроведувањето на нејзините политики и со тоа причините за изборниот пораз можеме да ги побараме и во нивното досегашно работење. Господин Питковски, зошто Заев ја врза поразот или победата на Петар Шилигов толку ја качи на толку високо ниво и ја врза за себе, за локални избори? Тоа е прашање за него преце. Ние можеме само да шпекулираме, меѓутоа мислам дека и добро ја свати пораката, добро ја свати. Видете, он следи анкети, така, он следи какви се анкетите и он многу добро знае дека во изминатата година која што беше тешка или година и половина и особено после изборите што ги добија, тој изгуби речиси половина од сопствениот рейтинг. Значи тоа го знаеше. Се вложи многу во некои процеси кои што не резултираа со опипливи резултати за граѓаните, како поправањето на билатералните односи нели со Бугарија, тука атмосферата целосно се затру и особено нели почетокот на преговорите и тоа некако се уклопија тие работи заедно со корупцијските скандали, со изгубената верба на тој либерален дел од граѓанството дека има капацитет да испорача правда. Имаше мал милион на скандали што се собра, така што мислам дека он го направи најдоброто што можеше да го направи со својата оставка. Сепак, сепак тој го доби кредибилитетот на парламентарни избори, како што вели господин цела година. На парламентарните избори помина низ иглени уши, како што вели нашиот народ. Беше многу мала разлика. Впрочем, за тоа говори тесното мнозинство во парламентот, меѓутоа не смееме да забораваме што се случи во изминатата година и неколку месеци после парламентарните избори. Да, имаше објективни фактори, тешка година, корона, задолжувања, економска криза и така натаму, меѓутоа имаше и фактори како се поголема перцепција за неказнивост во општеството, се поголемо асоцирање на неговите интимуси со политички скандали. Поранешниот генерален секретар на владата е притворен, имаше мал милион други скандали, така што тие работи некако се собраа и тоа се рефлектираше и на неговиот
рейтинг и на некој начин таа политика за која што се залагаше и која што даде резултати, тоа мора да му се признае, во некои од своите делови целосно потврли од објективни и од субјективни причини. И јас да би сум на негово место би го направил истото. Мислам дека секој разумен, кога вашата политика е, на пример, целосно насочена на тој датум, на фетишизирање на тој датум, на фетишизирање на отпочнување на преговорите, кога сите своји енергии и напори ќе ги ставите на таа карта и тоа кога ќе потврли, тоа е тоа, стигнува казната од гласачите и нормално е да ја освежите приказната. Нормално е и да ви се згади од политика, ако сакате. Тоа е инвестираност, политичарите се луѓе, инвестирани се, не се целосно не емотивни во тоа што го прават. И затоа викам дека тоа е едно од најдобрите работи што ги има направено како премиер. Он е успешен човек, така, семејство богато, бизниси и така натаму, сигурно има што да прави, веројатно има и да им помогне на луѓето да не ги остави во хаос, меѓутоа тоа се све возрастни луѓе на кои што сме им ја дале граѓаните довербата, нека му ја мислат. Ја мислам дека се доволно зрели да излезат од оваа ситуација без големи драми, затоа што ово општество нема енергија да трпи драми, најмалку да трпи политички драми. Во криза сме, треба работите да продолжат, треба процесите да течат и така натаму. Господин Халили, рековте дека не чекаат многу предизвици. Енергетска криза веќе се најавува, веќе следната недела дека владата ќе прогласи според барање на Министерството за економија. Тука е и ценовниот шок кој што го најавија пред извесен период дел од бизнисмените. Тука е и Советот на Европската унија, решавање на проблемот со Бугарија кој што веќе европските партнери го очекуваат. Колку следниот премиер со вакво нешто што ќе го чека, ќе владе или само ќе биде, ајде да не кажам, ќе однесе владата до предвремени парламентарни избори? Јас би сакал накратко да се надоврзам и на тоа што е речено сега. Прво, апсолутно неприфатливо е премиер да поднесе оставка затоа што локалните чауши не успеале во спроведувањето на нивните локални политики. 2017 година СДС скоро победи во 80% во општините. И сега тие победници во тие општини сега требаше да дават отчет пред граѓаните што е сторено во нивното работење во локалната политика. Јас разбирам тој да даваше оставка кога не му успееше референдумот. Тоа е светска практика. Дейвид Камерон беше премиер на Обединетото кралство и се бореше пред гласачите за да не успее Брекзитот. Не успее и рече јас веќе не сум кормирал за овој брод и даде оставка. И тогаш да даваше премиерот Заев оставка, тоа потполно прифатливо, затоа што јас концепцијата што ја имав не успеав и за ово дојдов, за ова граѓаните ме поддржа и во последните парламентарни избори, иако едва и тој состави мнозинство со другите политички партии, сепак јас мислам дека ја имаше поддршката на гласачите и јас очекував тогаш гласачите да го казнат. Меѓутоа тогаш гласачите не го казнија затоа што на некој начин беа задоволни со нашиот прием во НАТО и луѓето очекува следниот чекор ние да бидеме примени во Европската унија. И тука е, мислам, фаталниот момент за Заев, затоа што некои политики тој што ги прокламираше во јавноста дека се најуспешни, а тоа беше надворешната политика, и со сите тапани велеше дека ево, ние ги решивме сите проблеми со соседите и подпишавме Преспанскиот договор, што даде на вистина резултати и што го решивме еден проблем, 3 деценијски и повеќе проблем со Грција, меѓутоа неговата несреќа беше што му излезе друг проблем со Бугарија. Многу посериозен, очигледно. Да, и според моје мислење,
тој така наречен решен проблем со Бугарија и тој сите надежи му ги укина и не гледајќи врата за излез и разочаран од политиките на Европската Унија спрема Република Северна Македонија. Тука и Албанија е, меѓутоа Албанија за време на Загребскиот самит и пред тоа имаше тешки препреки, оти на Албанија и поставија многу услови, посебно Германија, 8-9 услови, и Холандија и така натаму, а ние се сметавме, и така и вистина беше, дека сме земја која сме ги исполнили сите услови, но ете еднаш излезе Макрон со неговата така наречена идеја за методологија. После за наша несреќа Макрон се повлече и тука изгубивме скоро 2 години и излезе тоа што никој не го очекуваше и најголемите аналитичари дека Бугарија навистина ќе создаде таков тврд став кон интеграциите на нашата земја. Господин Омовски, дали оваа влада ќе влада или ќе однесе земјава само до нови предвремени парламентарни избори со сите она што ја очекува, вклучително и за ова што зборува господин Халили, проблемот со Бугарија? Доколку успеат да го одржат мнозинството во собранието, теоретски оваа влада би можела да остане до крајот на мандатот, односно уште повеќе од 2,5 години. Доколку во меѓувреме се смени мнозинството или пак мнозинство од пратениците се одлучат да се оди на предвремени избори, ќе се оди на предвремени избори. Мислам дека тоа најмногу ќе зависи од тоа каков ќе биде новиот состав владин, доколку се избере, и какви ќе бидат меѓусебните односи внатре во таа сегашна или пак проширена владина коалиција. Точно е дека предстојат повеќе предизвици, предстои тука и проблемот со Бугарија, што во суштина е проблем за европската интеграција, причината заради која што не ги започнавме преговорите. Во Бугарија, од друга страна, предстојат претседателски предвремени парламентарни избори, трети поред оваа година. Ќе биде интересно да видиме таму како ќе се одвива создавањето на нова влада, имајќи предвид дека и таму има голем број на политички партии, сега има уште една нова партија која што веројатно ќе влезе во парламентот и не мислам дека тоа оди во прилог на стабилизирање на политичката ситуација таму, која што пак е услов за напредок во решавањето на нашиот билатерален спор. Значи, доколку имаме една нова политичка криза или продолжување на политичката криза во Бугарија и продолжување на политичката криза кај нас или создавање на некакво нестабилно владино мнозинство, мислам дека не би требало да очекуваме напредок. Предуслов за напредок би било да имаме стабилни коалиции владини и на двете страни, и во Македонија и во Бугарија. Исто така, тука се не само проблемите за европската интеграција, туку и многу други проблеми внатре во државата. Ја споменавте и енергетската криза, да не забораваме дека се уште трае пандемијата со вирусот COVID-19 и секако тука се и оние проблеми кои што ни се за жал континуитет во изминатите 20 на години, би рекол, тоа е борбата против корупцијата, владењето на правото, реформите во администрацијата и така натаму. Сега ќе биде уште по-сложена ситуацијата затоа што опозицијата веќе доминира во локалната власт, ќе биде потребна и своевидна кохабитација со централната власт во одредени проекти, пред се во областа на инфраструктурата и мислам дека овој пат со една моќ на опозицијата во локалната власт, централната власт нема да биде толку негативна кон сите предлози кои што доаѓаат од опозицијата, односно ќе биде потребно и затоплување на нивните меѓусебни односи, продолжување на политичкиот диалог, што мислам дека е на крајот на краиштата добро за државата. Колку се тоа може да заврши со предвремени парламентарни избори? Може, доколку не се формира владино мнозинство, односно доколку не се потврди постоечкото мнозинство, или пак дури да се избере нова влада, доколку се покаже дека не може да функционира како што треба, мислам дека единствениот избор ќе бидат предвремени парламентарни избори. Мислам дека е преоптимистично да тие се очекуваат до крајот на оваа година, но најрано веројатно некаде напрот би можеле да се одржат тие предвремени парламентарни избори. Од една страна, имајќи предвид дека клучот е во
парламентарното мнозинство, за да се оди на предвремени избори, треба да се донесе одлука со мнозинство од пратениците. На некој начин клучот е во коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Нив ќе им биде потребен период да ги залечат раните од изборниот пораз, внатрешно да се реформираат, да дадат определен простор на би рекол нови сили внатре во партијата и да одат на тие предвремени избори доволно подготвени. Истото се однесува и за некои од помалите владини коалициони партнери и особено ќе биде интересно да видиме дали на тие евентуални предвремени парламентарни избори повторно ќе имаме голема коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз или пак ќе се повтори оваа ситуација од локалните избори кога еден дел од коалиционите партнери на СДСМ одлучија да настапат самостојно, со што значително го намалија бројот на коалицијата предводена од СДСМ. Доколку тоа се повтори и на парламентарните избори, ќе имаме пошаренолик состав на парламентот, или пак доколку и се размислува за промена на изборниот модел, мислам дека ќе имаме ситуација во која што коалициите кои што сега постојат, можеби нема да бидат повторени во идниот парламентарен состав. Свој Питковски, ова околу изборниот модел ние пред секој избори, кога некоја бара власта, најавува промена на изборниот модел и никако да стигнеме до таму. Сакам да ве прашам околу барањето на опозицијата во парламентот, бидејќи е веќе власт на локалната власт. Христијан Мицковски со месеци назад најавуваше ново парламентарно мнозинство, дури вечерта после првиот изборен круг го најави. За вечерта по вториот изборен круг, откако опозицијата во парламентот освои, не знам, 41 општина, мислам, плюс градот Скопје, Мицковски најави индиректно, а потоа и директно барање за брзи предвремени парламентарни. Ја мислам дека и самиот не е заинтересиран, затоа што знае дека следниве неколку месеци ќе бидат тешки и не сака да води таква влада, затоа што сака почиста ситуација. Знаеме за енергетска криза, знаеме за инфлаторни притисоци врз цените поради зголемувањето на цените на енергенските основни намирници ќе поскапуваат и така натаму. Зашто би сакал он да влезе? Така што мислам дека и најавите на Заев дека Шлегов победил и дека ќе го окрупнил мнозинството, исто како и зајавите на Мицковски дека само што не формирал ново парламентарно мнозинство, може да се сведат под рубрика чатал, која што е толку честа кај нашите политичари. Сакав само да се надоврзам на нешто што беше споменато. Доста се промовира таа теза дека ова биле локални избори, така и дека тука казна добиле градоначалниците, односно татковците и мајките на општините, на локалните самоуправи. Видете, 2017 година социјалдемократите ги освоија речиси сите општини, вклучувајќи барем десетина општини каде што имаше исклучително успешни градоначалници на ВМРО. И што во некој поинаков контекст не би паднале, затоа што луѓето беа задоволни со нив. Меѓутоа, луѓето на тие избори, тие локални избори, ги искористија да зададат, да кажеме, последен удар на Груевски. Тоа беа изборите што на Груевски и на неговиот режим и на начинот на кој што владееше беше зададен последен удар. Така што и овие избори не можат да се отргнат од големата политика. Така и локалните избори не можат да се отргнат од големата или од националната политика. Луѓето ги користат изборите за да казнуваат, за да наградуваат, за да праќаат пораки. Така што мислам дека таа порака е јасна и повторно ќе кажам дека мислам дека добар е потегот што го направи премиерот, може да е избрзан, можеби пред тоа не се консултирал, меѓутоа ние имаме доволно зрели политички елити и во партиите што мислам дека ќе изнајдат решение во интерес на сите. Веќе има некои позитивни работи од избориве, например, јас видов дека 5-6 од градоначалниците на новоизбраните од редовите на ВМРО ДПМН очигледно во координација и со лидерот, затоа што лидерот дае слична изјава од како они ги дадоа, они практично го прифатија преспанскиот договор, така рекоа дека тој е лош, но дека е реалност, дека мора го прифатат, што всушност значи дека откако ете сега се во власт и откако планираат или да преземат централната власт, нема повеќе да го проблематизираат, што е многу добар чекор и кон помирување, ако сакате, и кон деескалација на тензиите меѓу политичките партии. Тој дел од просторот веројатно сега ќе го преземе левица, они ќе бидат десното
десното крило на ВМРО по однос на тоа прашање, ако смеам така метафорички да се изразам. Меѓутоа ете, има добри работи, интересни работи што се случуваат и од целата оваа каша. Пак Мицковски не кажа дефинитивно дека го прифаќа туку, дека кога понатаму ќе се создадат евентуално услови, тој ќе продолжи, го парафразирам, да се бори против таа реалност. Знаеме да ги читаме тие пораки, сме се извештиле веќе. Тоа е и добра работа и лоша работа. Добра работа е за државата, бидејќи и Мицотакис кога беше опозиција и тој велеше кога ќе дојдам јас на власт нема да го признаем Преспанскиот договор. За државата е добра работа, но за ВМРО ДПМН тоа е лоша работа. Затоа што веќе на наредни парламентарни избори тие гласачи под предпоставка што вие рековте дека гласале на локални избори поради политиките лоши на СДС, тие веќе слободно ќе му кажат на Мицковски нема да гласаме за тебе затоа што таква слика имавме пред тоа. Второ, иако господин Мицковски се повлече и рече дека тоа е реалност и така натаму, но тој неговите градоначалници направија многу тешка, да ве кажем, грешка. Затоа што натера земјата која е подписник, исто така Грција, да протестира и да каже дека ние сме склучиле договор со држава, не со политичка партија. И Република Северна Македонија должна да го почитува договорот и секое понатамошно поигрување со името на државата ќе придонесе до блокади. И последици? И тука нема веќе дилема дека ВМРО е оштетено многу со овие изјави, без оглед што Мицковски сакаше да се повлече. И тоа е не само несреќа, туку една лоша работа за државата. Баш за ова прашање сакам господинот Миловски да го слушам, бидејќи изворно да ми ги кажете, го прифатили ВМРО ДПМН Преспанскиот договор со овие изјави на Христијан Мицковски? Па мислам дека изјавата беше во насока на тоа дека тоа е една формална реалност која што треба да се почитува, но партијата ќе се залага тоа да се промени кога ќе биде во можност да го направи тоа, односно ќе се бори таа реалност да биде променета. Она што беше направено во советите на неколку општини, мислам дека дел од советите најдоа свое правно толкување дека не прекршиле ништо и во самиот закон за локална самоуправа, меѓутоа и во самиот Преспански договор. Знаете, во тој договор има една одредба кај што вели дека има така наречен преоден период кој што се однесува на акти кои што се акти за исклучиво внатрешна употреба во државата, а не за меѓународна употреба на државата, и во тие акти новата придавка треба да биде вметната во рок од 5 години од отворањето на соодветното поглавје. Ние немаме отворено ниту едно поглавје, немаме отворено преговори. Значи, дури да имаше некако поглавје отворено, кое што се однесува на тие акти, тогаш би трајал тој преоден период од 5 години. И исто така, свечените заклетви на членовите на советите секако не се акти за меѓународна употреба, туку се акти за исклучиво внатрешна употреба. Значи, има и едно правно толкување во Законот за локална самоуправа и уште едно толкување кое што е дел од самиот договор од Преспа. Уставот е јасен? Да, Уставот се однесува на почитување на Преспанскиот договор, а Преспанскиот договор има така наречен преоден период и на тој токму на таа одредба и тој природен период се повикуваат советниците кои што сакаат на некој начин да кажат дека не го прекршуваат договорот. Јасен и Преспанскиот договор е јасен. Вие не можете стотици илјади страници да ги промените, нели, за една година, каде што пишува Република Македонија. Мислам, ова се користи за класични популистички цели, се искористи генерално од левица, ми се чини. Меѓутоа ВМРО има мнозинство у повеќе од советите, па ја заиграа таа игра. Тоа знаете како е, добивате како советник, баш ги видов, ми се чини дека уверение, на кое што стои меморандум, с кое што стои на меморандум со лого Република Северна Македонија, врз база на тоа уверение што ви го издава ДИК, така вие подпишувате изјава во која што е извадена од статутите и од законот, каде што пишува Република Македонија.
Значи, вие со тоа што вие сте го добиле уверението, вие на некој начин и не сте го проблематизирале, така, тоа е класична една популистичка игра, детска игра што ќе застане. И мислам тоа го прават политичарите за да така, да играат на некој порив на луѓето дека пркосат, дека меѓутоа сите ќе се легнат на брашното. Кога ќе дојде човек на власт, кога ќе дојдат и особено кој се намириса власта, у држава како што е Македонија, каде што многу значи какви односи имате со странците, вие одеднаш ќе станете така, помек кон тоа, ќе најдете и разбирачка дека тоа е формална реалност и така натаму и тоа Васко многу добро го знае и тоа е позитивно. Тоа истото се случи и во Грција, како што споменавте. Мицотакис беше голем противник, таму имаше протести, мораше десницата крајната десница на своја рака, на своја страна да ја задржи, идеше шеташе по Грчка Македонија или по сите тие протести. Кога дојде на власт, толку најголем поддржувач го почитува договорот, во Советот се бори за интересите на Северна Македонија на соседот и тоа е тоа. Политичарите играат на такви работи, само не треба да ги преминуваат границите, знаете, големи теми од тоа да стануваат. Така што однос на големата слика мислам дека е добро. Тоа што го прифатија, затоа што очигледно намирисаа власт. Тука не можете да владеете со лоши односи со крупните стратешки партнери на Македонија, кои што американците непочитувањето на договорот го сметаат за основа за забрана за влез во Америка, за ставање санкции. Мислам, тоа беа јасни пораки. Тоа никој не може да го ризикува да го направи. Ако сака да дојде на власт. Кусто бидејќи треба реклами па пута со подолга анализа од господин Халилиев. Господин Умовски, колку ова ќе наштети на ВМРО ДПМН? Прифаќањето во оваа форма на преспанскиот договор? Секако има еден дел од традиционалните гласачи на ВМРО ДПМН кои што имаат една тврда линија, би ја нарекол, во однос на преспанскиот договор, но во поглед на идните парламентарни избори, мислам дека клучното прашање кое што ќе биде причина да се гласа за или против ВМРО ДПМН или СДСМ, ќе бидат резултатите кои што ќе постигнат градоначалниците од ВМРО ДПМН кои што се избрани сега и резултатите од оваа нова реконструирана влада од страна на СДСМ, значи тука ќе се кршат копијата. Ова прашање мислам дека нема да биде клучно на идните парламентарни избори. Пауза за реклами, па потоа со анализи што може да се очекува на надворешен план. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Лјупчо Питковски, Мухамед Халили, Васко Наумовски гости. Ја анализираме состојбата на внатрешен политички план, меѓутоа и како сето тоа ќе се одрази на надворешно политички план. Господин Халили, Мицковски бара брзи предвремени парламентарни избори. Не сакаше да шпекулира или да каже датум кога тие би се одржале, меѓутоа според моите информации во неговиот план тие се некаде декември би требало да се случат, според брифинзи од партиски избори во ВМРО ДПМН. Колку е возможно такво нешто ако знаеме дека во декември не чека Советот на Европската Унија и секако на што се инсистира договор помеѓу Македонија и Бугарија да се направи? Според Уставот, најбрзи можни парламентарни избори би биле меѓу 60 и 90 дена. Тоа е најбрзо што може да биде. Добро, нели има една ставка ако се предвремени 45 се кратат некој рок? Нека биде од, да кажеме, 45, но прво ова опција треба да биде прифатена и од сите други политички партии. Ако СДС со коалиционите партнери успеа да состави, односно да го потврди мнозинството до сегашно, тогаш не доаѓа предвид ова теорија на брзи парламентарни избори. Наредни парламентарни избори би биле кога и покрај реконструкцијата на идната власт владата не би функционирала како што треба, затоа што пак со односот на силите е така 61-59, нека биде 64 57-8, така што ако ова влада не е способна да владее во блиска иднина, бидејќи не може да се очекува, опозицијата ќе игра на таа карта што ја играше до сега, блокирање на процесите во собранието и така натаму, и влеглата и земјата би влегла во тешка економска криза, затоа што
односите во светот не се во прилог на нашиот економски развој и така натаму. Ако успее, оти првичната негова замисла беше да направиме ново парламентарно мнозинство. Сега изгледа дека теоријата за ново парламентарно мнозинство не е изводлива, затоа што коалиционите партнери на СДС се изјаснија дека ја поддржава едната влада. Некои жалат, би сакале и Заев да се врати, но тоа е завршена работа. Но сепак и досегашните коалициони партнери не би се сложиле хотелите да ги ослободат поради некои желби на Мицкоски или на било кој друг. Инаку да успееше Мицкоски да создаде ново парламентарно мнозинство, за него ово е поизводлива и поприфатлива работа. И никој не гарантира во случај да одиме на брзи парламентарни избори дека тој ќе победи. Имаме тогаш друга рунда. Парламентарните избори се нешто многу поинакво од локалните избори. Апсолутно многу поинакво. И дали тие го одмериле веќе пулсот на гласачите, дали тие во наредни избори би ја потврдиле победата на ВМРО или многу мина од нив би гласале и за СДС. После дали ќе успеат тие ново парламентарно мнозинство, затоа што кај нас овие 4-5 години не беше проблемот дали ќе победи ВМРО или СДС. Проблемот беше дали ќе создават влада со мнозинство во парламентот. Ово е едно прашање што има многу знак на прашања и за овој момент мислам дека не е во прилог на просперитетот на Република Северна Македонија. Ние секои 2 години, ако одржиме парламентарни избори, а со односот на силите повторно нема да биде кој зна колку голем, да кажем, ако победи ВМРО. Може да победи СДС, но еве ВМРО има традиционално гласачко тело 30%, тоа никогаш не се брише од 90-та навамо. И тие од над 30% секогаш прават нивни математики. Такво тело на гласачи нема кај СДС и до сега секогаш СДС успело да направи влада со коабитација со другите политички партии, но посебно со албанските политички партии од моје време па до и сега ситуацијата малку е променета. Таа тактика на дејствување на политичките партии ја прифати и Мицкоски и многу успешно изгледа сега. Која логиката да се прави коалиција со СДС, а дали се прави коалиција со ВМРО, без оглед на нивните некогаш демагошки тврди позиции ставови, во однос на анти другите етникови меѓуетничките односи. Возимеја господин Домовски, интересно беше, има да се види албанско знаме вечерта во ВМРО ДПМН, јас додека од која следам партии барем не сум видела до сега во однос на прославата. Зошто Мицкоски не успеа да направи ново парламентарно мнозинство? Па затоа што веројатно не успеле да убедат поголем дел од пратениците да го сменат својот интерес, односно својот став за поддршка на актуелната влада. Мислам дека долго време се најавуваше тоа парламентарно мнозинство. Се уште дел го најавува. Поефективно би било тоа мнозинство да се обезбеди и да се ефектуира, отколку да се најавува долго време, но оваа опција за создавање на ново мнозинство од веќе избраните членови на парламентот од пратениците, мислам дека не би било одржливо на долг рок, иако ние сме имали искуство во минатото, кога пратеници избрани од една политичка партија преминувале во друга или пак со своите активности во собранието гласале спротивно на партиската волја. Оттаму мислам дека е подобра варијанта, доколку не се успее да се потврди мнозинството на актуелната влада, да се оди на тие предвремени парламентарни избори. Колку е возможно, извинете, тоа во декември да биде? Мислам дека не е многу веројатно да се одржат во декември, имајќи предвид дека еве и самата ова
процедура за избор на новата влада од нов мандатар, што во суштина и нова влада, нов состав на владата би траела уште најмалку 2 до 3 седмици и сите оние рокови кои што се пропишани во Уставот, мислам дека најрано би било некаде на пролет и исто така имајќи ги предвид и оние одредби дека треба да имаме и техничка влада 100 дена пред одржувањето на парламентарните избори. И исто така треба да видиме како ќе се одвива соработката меѓу коалиционите партнери во владиното мнозинство. Како што кажав претходно, доколку тие добро функционираат, можно да имаме влада предвојна од СДСМ до крајот на нивниот мандат до 2024 година. Иако лично сметам дека е тоа малку веројатно. Од друга страна, сите оние, како што спомена господинот Халили, сите оние промени во расположението во овој момент одат во прилог на опозицијата и токму затоа е таа позиција дека треба да се одржат брзи парламентарни избори. Што побрзо се одржат парламентарните избори, толку ќе може да се продолжи овој процес на поддршка за опозицијата. Што подолго трае тој период, ќе има можност таа поддршка за опозицијата и овој нов бранд да се разводни. СДСМ од друга страна, што подолго трае тој период, ќе има можност да се реформира, да застане на здрави нозе, да понуди нови кадри, да покаже некаков успех во политиките, граѓаните малку да позабораат на овие неуспеси, скандали и афери во минатото. И исто така ќе биде клучно, според мене, една од најзначајните теми ќе биде почетокот на преговорите за членство со Европската Унија. Го се споменува декемврискиот самит на Европската Унија, на Советот. Лично сметам дека до декември не би можело да очекуваме некакво поместување, најмногу заради тоа што во Бугарија имаме 2 круга на претседателски избори кои што ќе завршат некаде во средината на декември и токму прашањето со Македонија, билатералното прашање, секако нема да биде првото прашање со кое што ќе се зафати новата влада, доколку таа биде брзо конституирана. Значи, доколку имаме еден подолг период до одржувањето на парламентарните избори, тоа би можело да се толкува дека ќе оди во прилог на СДСМ, која што ќе има нова шанса да застане на здрави ноце. А доколку се одржат побрзо, тоа ќе биде во корист на опозицијата. Господин Петковски? Избори ако има ќе има мај, во април, мај. Прашање и дали ќе се оди дали ќе се менува нешто во изборен законник или не. Сигурно дека не. Меѓутоа јас повеќе сум барем според праксата. Моево чувство и повеќе ми вели дека е доста цврста коалицијата, иако нели Заев ја држал и неговите персонални релации, меѓутоа моево чувство и по тој информации што ги имам, ми вели дека може дури да се окрупни со уште неколку како што најавуваат пратеници, дека дури е возможно да се го истераат мандатот. Но од тоа ќе зависи каков човек, односно каква жена ќе застане на чело на партијата и разликите се мали, видете. Мислам дека како што и претходно споменав, не се толку убедени лидериве дека толку се мокни и дека не знам евентуални парламентарни избори автоматски би го превеле ова чувство што превладуваше на локалните. Не знаете, тука има многу карти, така има многу променливи, ако сакате, многу варијабли кои што не знаеме како ќе се така што имаме ситуација каде што можеби и опозицијата, така сегашната власт на локално ниво, дури не е толку заинтересирана за брзи избори. Тоа го споменав и претходно, од многу причини. Значи треба да се консолидира, треба да ги видат луѓето дека знаат подобро со метлите, со лопатите во општиниве. Тоа гледаме дека деновиве го прават. Неколку градоначалници па се сликаат, чистат. Значи тоа не идат толку брзо работите, да. И мислам дека коалицијата си е цврста. Тука е таа и некоја коалиција поставена и на некои заеднички политички договори, вредности, интереси, поделба на плен, што е добро уходана, имате фактор исто, мислам дека на ВМРО ќе му треба многу време, тоа е работа што доста се подценува. Значи политиката не е само партиите, политиката е и народот. Народот, кај албанците, кај народот, ќе треба доста време да се стекне повторно некаква доверба кон ВМРО. Едно знаме пред партискиот штаб, така, не е доволно. Ние видовме дека дури нивниот коалиционен партнер од албанскиот блок,
иако го мрзам тој збор блок, ние не сме блокови, ние сме едно општество, така. Алијанса за албанците. На некој начин беше и казнет на овие избори, тоа доби се многу кажа. помалку гласови затоа што луѓето видоа дека идат со ВМРО и кога ќе зборувате со обични албанци, со луѓе што не се политичари и така натаму, граѓани, таа недоверба е многу поизразена кон македонските, да кажеме, националисти или ВМРО. Така што има многу работи се стануваат интересни, некаква динамика ми се чини дека ќе е потребна. И јас сум оптимист и мислам дека треба да гледаме не на ова како некоја драма, не како некаква блокада, туку како некаква шанса за некаква промена, подобри динамики и така натаму. Јас, односно ово, јас имам друго искуство. Создадена едно мнение кај народот, кај гласачите првенствено, дека е невозможна една коалиција меѓу ВМРО и албанските политички субјекти, што не е точно. Ево, Душица пред малку видела неколку знамења врзани пред судиштето на ВМРО, мислам, не знам кај сте ги виделе. Известував од штабот на ВМРО. Штабот на ВМРО. Таква слика сме имали и 99-та година, кога после победата, не знам кои избори беа, тие знамења беа врзани и се шетале низ Тетово, знамето не само на Република Македонија, туку на ВМРО ДПМН, и луѓето се прошетаа. После имавме и 11 години успешна кооперација меѓу во владата на ВМРО, меѓу албанските политички сили и ВМРО ДПМН. И сега да не зборувам и за историска традиција, има за време на ВМРО вистинското што било тогаш, на заедничка борба против српските окупатори, така, да. Така што не мислам дека тоа е многу клучно од историјата покажува. Меѓуто имаше еден период кога што имаше бразан од Тоа во тие односи. Тоа е точно. И тоа сериозен период. Да, меѓутоа имаше и еден друг период. Ево за време на нашето коалицирање со СДСМ, една година поради после тие настани во гостива со универзитетот во Тетово и така натаму, беше срам да се коалицира со СДСМ. И ние се срамевме, не можевме да го повикаме членството да гласате за овој кандидат, за оној кандидат, и се криевме од камерите да не се поздравуваме со Глигоров, бидејќи него го сметавме како човек што ги правеше тие работи. Господин Немовски, имате нешто на темата? Во тој контекст да не забораваме и дека ги спомени изборите 99-та година, господин Ткалили, тоа беа претседателски избори. После тоа имавме уште неколку циклуси на претседателски избори и на локални избори, каде што ВМРО ДПМН успешно соработуваше со партиите на албанците во Македонија. Во еден период тоа беше и Демократската партија на албанците, во долг период беше долг период беше токму ДУИ, сега е тоа коалицијата на Алијансата на албанците и алтернатива. Она што и претходно го спомена и Љупчо, ќе биде интересно да следиме дали оваа коалиција ќе остане за парламентарните избори, имајќи ги предвид резултатите што беа постигнати. Се добива еден впечаток дека намалувањето на гласовите на коалицијата на Алијансата на албанците и алтернативата во однос на минатогодишниот резултат се должи токму на успехот на ДУИ да го успешно да го представи тој наратив дека таа коалиција со ВМРО ДПМН е против интересите на албанците, и ако беа локални избори, ние можевме да видиме каде колку гласачи албанци дадоа поддршка на која од политичките партии, и во минатото ние сме имали локални избори кога политичките партии на албанците давале поддршка на кандидати на ВМРО ДПМН, и кандидатите на ВМРО ДПМН победувале токму
со разликата од тие кандидати во многу општини, но да видиме како тоа ќе се одвива на парламентарните избори. Мислам дека не е некоја табу тема коалицирањето со албанците, но да се види со која политичка партија и во кој се односи. На крајот на денот, доколку ВМРО е во позиција да формира влада, тогаш нормално е дека ќе има и партнер од Сепак албанците. нарушени беа сериозно тие односи по тиранската платформа на станите на 27 април и сето тоа што се случваше. Сериозно. Да не заборавиме колку беа нарушени односите помеѓу СДСМ и ДУИ пред минатогодишните парламентарни избори, и колку беше тоа употребувано во кампањата. И го споменавте и оној немил настан на 27 април, токму една од личностите која што беше жртва на насилството е предводник на политичка партија која што овој пат беше во коалиција со ВМРО ДПМН. Да, тоа е апсолутно така. Меѓутоа, мислам дека нарушувањето на односите меѓу СДСМ и ДУИ пред избори беше во истата рубрика како нарушувањето на односите меѓу ДУИ и ВМРО пред сите претходни избори. Значи, додека нарушувањето на односите меѓу во 2017-2016 со тие приказки за тиранска платформа, тоа беше во рубрика малце национални односи и дигање национализам, што отиде отаде некои политички калкулации. Тоа беа мобилизации на македонците по многу градови, кај што вистина се створи некоја енергија што ја продлабочи, ми се чини, недовербата, и моево искуство и моево познавање, не знам, на луѓе ми вели дека тука ќе треба време таа штета да се поправи. Политичарите лесно ја поправаат. Они дури и у насилство можат меѓу себе да влезат па да коалицираат, меѓутоа кај луѓето тоа станува како некаква траума, знаеш, како некаква траума што те дефинира. Треба време да ја поминеш. Така што мислам дека секое подавање рака искрено е добро. Така, си треба да се Господин Халили, очекувате ли конечно таа прва меѓувладина конференција да се случи помеѓу Македонија и Европската унија во декември, по самитот на Европската унија? Според мене се зависи како ќе се развијат настаните прво тука кај нас, бидејќи ние сме на потек. И второ, како ќе се развијат настаните во Бугарија. Сега не знам ја како се движат во тие проценки. Па има Борисов вели бугарите во устав, па потоа да зборуваме за Европска унија. Добро, тоа е друга работа. Сега, например, многу важно која политичка сила ќе победи во Бугарија. И сега Тие имаат некаква единствена. немат. Имат некаква единствена, меѓутоа изјавата на Борисов пред 10 дена, мислам дека изјавуваше дека е можна една добра перспектива во нашите односи, во однос на тоа бугарите да бидат во уставот наш внесени, што не е тоа некоја голема пречка и што мислам дека и не би требало ние да се спротивставиме на таа идеја, без оглед на тоа што за тоа треба малку и статистички бројки од последниот попис, затоа што бугарите имат премногу амбиции, зборува за некои 120.000 бугари така натаму, рачунајќи и тие кои имат бугарско државјанство, меѓутоа самите се декларираат како македонци. И секој човек може да има две државјанства, но ако тој се декларира дека е тој, ти мора да го признаваш. И сега ублажен е тој наратив. И самиот председател Радев, и тој сака да избегне од тој тежок наратив и сега акцентот го стават на човековите права и слободи, што се во право и во нашиот устав е внесен скоро целиот дел од Европската конвенција за човекови права. Го имаме ние тоа во уставот. Сега, како во практиката тие права се спроведуваат кон бугарите, тоа е друга работа. Очекувате ли позитивен исход на тој Според самит? мене, јас потполно се сложувам со амбасадорот дека декември е невозможна мисија. Па
да видиме идното преседавање со Унијата и зависно како ние ќе играме и зависно дали и бугарите ќе обстојат на тие тешки и неприфатливи услови, што некогаш и се абнормални во политиката, или ќе дава знак дека сакаат да попуштат и сето тоа ќе се вика компромис. Колку е прифатливо ова со Уставов, например? Рековте дека е според вас невозможно? Да, мислам дека не треба да се фокусираме само на Бугарија, тоа доволно го анализираме подлог период, неколку месеци, повеќе од една година би рекол. Да не заборавиме дека на почетокот на наредната година ние имаме избори во Франција, има и процес на формирање на влада во Сојузна република Германија во наредните неколку недели, да видиме како таа нова германска влада ќе се постави кон проширувањето, затоа што знаете, внатре во Европската Унија точно сите одлуки се носат со консензус и само една држава има можност да ја блокира одлуката за почеток на преговорите. Меѓутоа, постои едно чувство дека ова одлука за одложување на почетокот на преговорите не е одлука исклучиво на Бугарија, туку дека постои една премолчена согласност и од страна на други држави членки на Европската Унија, пред се оние повлијателните, кои што не се вложуваат доволно себе си, односно не го вршат оној притисок врз Бугарија да се повлече од оваа одлука, затоа што ова прашање во суштина нема никаква поврзаност со процесот на проширување, ниту пак е некаков дел од критериумите за членство. Господин Петковски? Се согласувам, ја не сум воопшто оптимист. Мислам дека целата следна година ќе ја изгубиме во однос на ова прашање, дека нема да има никаков позитивен и очекуван чекор кон тоа што го сакаме, така што мислам дека треба особено сегашната власт, социјалдемократите да ја малце преосмислат својата надворешна политика. Мислам дека ни треба и национален консензус по однос на тоа тоа прашање, затоа што видовме дека стратегијата што ја користевме до сега целосно пропадна, не само поради Бугарија, туку поради и погрешните предпоставки во самата политика, например предпоставката дека ќе најдеме сојузници во самата Европска Унија. Гледаме дека се поеќе и поеќе држави имаат отворени резерви за проширувањето. Гледаме дека Европската комисија се тужи со Полска за владењето на правото, наметнуваат судот казни, тешки проблематизирања се случуваат на ниво на државите членки на европското право, на правото на Европска комисија се меша и така натаму. Така што мислам дека не е време за проширување. Ова е тешка и една траума, кој едно табу, да не смее за ова да се збори, кој зборите со нашиве политичари што се на власт, не само со политичари, туку со луѓе од, не знам, полиси, кругови, од амбасади, од меѓународни организации. Меѓутоа, тоа е реалноста. Тоа е реалноста. Мислам дека проширувањето е мртво. Проширувањето е мртво. Следните 5-10 години јас не гледам дека некаков помак може да има. И тоа е за мене правото прашање. Знаете, кога веќе го знаеме тоа, тогаш треба да ги зрела држава и нормална држава ги реосмислува, ги своите позиции, своите стратегии, своите економски стратегии, ако сакате. Тоа е тоа. Нема да исчезне Европската Унија, таа е тука. Имаме поддршка, имаме ИПА фондови, имаме експерти што можеме да ги користиме. Меѓутоа, преговори или не знам, членство, тоа нема да се случи во следната декада. Така што тоа е. Јас мислам дека освен Бугарија, што е наш најголем ендикеп, состојбата е во тоа што за проширувањето пречка е состојбата во регионот. Живееме во нестабилен регион, секој ден се зборува за можно распаѓање на Босна и Ерцеговина, диалогот меѓу Косово и Србија не оди напред и затоа, да се навратиме на тоа, не е само инсистирање на Бугарија да не се оди напред со проширувањето, туку позади нејзе и стои и ова неспособност на Европската Унија да ги решава проблемите. Тие не сакат да живеат во една држава со проблеми, но тука предност е се поголемото ангажирање на САД во овој регион. Европската Унија не може да го реши овој проблем, апсолутно. Нема ниту капацитет, ниту воля и така натаму.
Многу кусо бидејќи треба судија. Имате ли нешто? Да, мислам дека ние сме фокусирани сега на датумот за почеток на преговорите, но треба да бидеме свесни дека дури ако ги започнеме преговорите, тие нема да се одвиваат толку лесно и толку брзо како што тоа беше случај во минатото. Само да погледнеме во нашето непосредно соседство, имаме држави што преговараат со години, не се некој од нив ни до половина од отварање на поглавјата, но сепак сметам дека тој чин би било нешто позитивно за државата и ќе придонесе за забрзување на сите овие реформски процеси. Ви благодарам што вечера бевте дел од 24 анализа. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете со телевизија 24.